Колеги, благодарам за присуството на денешната пресконференција на ВМРО-ДПМН. За сега само поважни се теснопартиските интереси, брзиот профит и транзиционите придобивки наместо градењето установи, објекти, создавањето на вредности и напредувањето на економијата. На денешната пресконференција ќе ја презентираме конкретен случај за тоа како работат транзицијските кадри на Социјалдемократскиот сојуз. Подпредседателот на СДСМ и експертот за шпекулативна економија господинот Зоран Јовановски, како претходно вработел на Народната банка на Република Македонија и одговорен за супервизијата на работењето на банките, бил должен да следи и анализира дали банките имаат изградено ефикасни системи за спречување на перење пари. Впрочем, господинот Зоран Јовановски, како раководител на секторот за супервизија во Народната банка на Република Македонија, е најповикан за следење, откривање и преземање мерки и супервизии на системите на банките за спречување на перење пари и друг финансиски криминал. Но податоците за бројот на пријавени извештаи за сомнителни трансакции согласно годишните извештаи, достапни на јавноста, укажуваат на разочарувачки резултати во работењето на господинот Зоран Јовановски. Имено, бројот на извештаите за забележани сомнителни трансакции во 2004 година е само 14, наредната 2005 е 26, 2006 година 23, а во 2007 година бројот на забележани сомнителни трансакции изнесува само 23. И покрај целосната надлежност на Јовановски за следењето и спречувањето на перење пари, тој бележи катастрофално лоши резултати. Само за споредба, во 2008 година, кога со Законот за спречување на перење пари, меѓу другото надлежноста за супервизијата на системите на банките за спречување на перење пари добива и управата за спречување на пари и финансирање на тероризам, бројот на извештаите за сомнителни трансакции е драстично поголем. Во 2009 година постојат дури 163 извештаи за сомнителни трансакции, или 5 пати повеќе од оно што Зоран Јовановски успеа да сработи. Прашуваме колку ли случаи на перење на пари Зоран Јовановски како одговорно лице за супервизија на системите на банките за спречување на перење пари пропушти да запри. Истиот Зоран Јовановски, со работно искуство од 11 години во банкарскиот сектор, не забележа и не презема соодветни мерки за спречување на перење пари ниту во аферата Детергент, кога беа испрани 30 милиони долари. Јовановски пропушти да запре да бидат криминално испрани 30 милиони долари, сума која, например, во 3 последователни буџетски години сега се инвестира за изградбата и реализацијата на проектот Скопје 2014. Како што знаете, проект кој што е од интерес и полза на сите граѓани. Ние во повеќе наврати предупредуваме за безличноста, неетичноста и непрофесионалноста на господинот Зоран Јовановски. Тоа е одраз на транзицијските методи на функционирањето на Бранко Црвенковски и неговата партија Социјалдемократскиот сојуз. Тој е потполно ист како и останатите транзицијски политичари блиски до Бранко Црвенковски. За жал за СДСМ стана трајно обележје и карактеристика уништувањето, остварувањето на личниот интерес и профитот на олигархијата наместо градењето и создавањето. Повелете дали имате прашање за ова или надвор од темата? Повелете. Дали во партијата се размислува и дали е отворено прашањето генералниот секретар да биде нов шеф на дипломатијата? Не, имаше шпекулации дека во текот на вчерашниот ден имало седница на извршниот комитет, централниот комитет и слично. А од кај се шпекулациите? Не, прочита во време. Денеска на 4-та страна. Па се работи за синутешен настан, како се прочитава денеска? Па денеска прочитав дека е повикано на тоа, ми се јави Предраг, ми се јави една ваша колешка од Канал 77, ако ве интересира. Да. Значи не се размислува за имаше Да, немаше извршен комитет и воопшто не разговара за такво нешто вчера. А на Централниот комитет во неделата било тоа за? Не, на Централниот комитет се разговараше за технички податоци, беше редовна седница на Централниот комитет, каде што беа верификувани мандатите на новите членови на Централниот комитет, кои што претходно беа објавени конкурсите за одредени председатели на одредени општински комитети. Ако сакате подетално, нели? Дали за угледот на партијата се размислува за смена на министерот за правда со оглед на критиките за притисок врз суството кои што се нотирани во извештајот на ОПСЕ, а кој што едно 3-4 недели не успева да го прочита министерот за правда? Да би повторам уште еднаш дека до овој момент не се размислува за никаква промена во ВМРО-ДПМН. Се она што ќе се случува или ако постои било каква варијанта, нормално ќе бидете благовремено известени. Меѓутоа, јас ви кажувам, до овој момент нити имало седница на извршниот комитет, нити разговарано за нешто така.
Повелете, дали имате регистрирано? Добре, благодарам.